Најмасовно досега одбележен големиот православен христијански празник Богојавление Водици, денот кога Исус Христос бил крстен во реката Јордан. Во Штип, традиционалното положување на честниот крст беше организиран на две места. Во Штипско Новосело, од познатиот Новоселски мост, прв до положениот честен крст во Брегалница беше 30 годишниот Бојан Џонов, на кого среќата му се насмевна по втор пат. И поред пат го фаќате крст? Тоа не може да кажам, не памтам ја многу одамна, пре 14-15 години. Што посакувате на себе, што на вашите сограѓани? Само Господ здрави и среќа дава на сите. Втората локација беше исто така традиционално место, односно камениот мост кај детската градинка Астибо. Таму најбрз и најсреќен беше 29 годишниот Јован Јованов. Прв пат се чувствувам благословено, благодарно. Ово го направи за здравје, среќа. Бог се јави. Вработен? Да. Оженет? Каква се? Да. Работен, оженет, две дечиња. Тука, како и во Новосело, присутен беше градоначалникот на Штип Иван Јорданов. Бог се јави, најнапред сакам да посакам здравие, берекет, среќа на сите кои што денес влегува во водите на река Брегалница. Да му посакам здравие и берекет на најсрекниот Јован кој денес го фати светиот крст. Да посакам развој, берекет во нашиот град Штип. Од година во година да бидеме уште побројни, да ја продолжиме нашата христијанска вера и традиција и нека ние за многу години Бог се јави. Идентично, традиционално положување на честниот крст беше спроведено во целиот источен регион, каде по него скокаа повеќе од 300 млади верници. Во Делчево најбрз беше Бојан Ѓоргиевски. По тој повод на граѓаните се обрати градоначалникот Иван Гоцевски. Од моје лично име, од името на општина Делчево, сакам на сите православни христијани, сите делчевчани да им го честитам големиот христијански празник, Богојавление Водици. Секако на сите оние кои што имаат денеска домашни слави, да им честитаме да бидат живи и здрави, да имаат берекет во нивните семејства. На сите скопачи за честниот крст, да им посакам да бидат пред се живи и здрави. Секако на факечот да му посакам да биде здрав и жив и неговиот подвиг да носи берекет, благосостојба, сплотеност на сите сограѓани на општина Делчево. И секако за крај нели да му се заблагодарам на нашиот владика, неговото пречесенство господин Марко, да продолжат да работат во името на верата и во името на Духот, затоа што денеска граници православни христијани беа овде на брегот на реката Брегалница и тоа е еден искрен доказ дека се движиме по вистинскиот пат, по патот на верата. Бог се јави, вистина се јави, нека за многу години. Во Кочани најсреќен беше 32 годишниот Маријан Заов. Во Долни Балван, општина Карбинци, Зоран Михајловски. Во Злетово, Давид Демјанов. Во Берово, Благој Дујовски. Во Пехчево, Петар Карбински. Во Пробиштип, пожарникарот Стефан Наков. Во Облешево, Лавче Ангелов.